вака во овие рани утрински часови ние што рано се будиме, баш сакаме да водиме емисии. Како и да е денеска, односно тринава разговараме со потпредседателот на ВМРО-ДПМН господинот Владо Мисайловски. Добро утро. Добро утро, благодарам на поканата. Да. Мисайловски, ситуацијата во Македонија се наоѓа на веројатно на пресвртна точка. Вчера лидерот на вашата партија господинот Христијан Мицкоски во едно интервју рече од двете опции што постоеја на маса, едната веќе е затворена и сега останува само предвремени избори. Знам, претпоставам дека тоа може да биде толкувано на различни начини, особено пропагандата ќе се префрли на варијантата еве ВМРО-ДПМН одбива да се вклучи во било каква реална комуникација, меѓутоа дали навистина е дојдена ситуацијата до точката од која што практично нема веќе што понатаму? Благодарам на прашањето, благодарам на можноста еве вака сабајле да помоабетиме. Да, и тој став веќе долго време го кажува ВМРО-ДПМН дека изборите се чекор што мора да биде направен, дали сега, дали малку подоцна. Ние впрочем го бараме подолго време, не го бараме за ВМРО-ДПМН да дојде на власт, туку бараме да се подобри целата ситуација во државата, но и да се направат реформи. Но главното прашање на оваа влада што обстојува, но и предходната влада поврзана со СДСМ и ДОИ, бидејќи таа беше исто така на СДСМ и ДОИ на тие помали коалициони партнери, главното прашање им беше дека они ќе однесат Македонија во ЕУ. Се сеќавате, имаше референдуми за ова прашање, односно доколку се промени името на земјата, дека тоа е последниот чекор каде што Македонија ќе влезе и во ЕУ и онато. Но сепак гледаме дека тоа било една голема лага и сега се наметнува едно друго прашање, како познат француски предлог, ние го нарекуваме бугарски предлог, каде што самата влада презава обврска да направи нешто, без да вклучи опозицијата, односно без да го вклучи и целиот народ. Впрочем, никој, и вас медиумите, и вие не знаевте за тој така наречен француски предлог, кој со сила го поминаа во собранието. Иако немаше потреба во собранието, владата ја донесе таа одлука на крајот и направи ја нов проблем. Со тој нов проблем легува во ќорсокак и сега не знаат како да излезат. По на последната лидерска средба, председателот Мицкоски се разбира со одлука од извршниот комитет и од сите органи на партијата, доби апсолутно зелена светло да разговара и да преговара за европската иднина на државата, но сите опции што беа предложени за еве да се најде некој начин да се отиде на избори, па да се направи некоја преодна влада и така натака, гледаме дека беше многу спинувано, поготово од СДСМ и нивните блиски медиуми, многу беше спинувано на различни начини. На крајот кажав, имате две опции, одберете една од овие опции каде што се разговараше на лидерска. Повторно ни пори со спинови, со лаги, сакаа да наметнат други тези и каде гледаме дека веќе поминува еден месец од таа лидерска средба и дека ништо конкретно не се случува во СДСМ, бидејќи СДСМ и Ковачевски како премиер, они се најодговорните да преземат било каква активност за нешто да се смени, бидејќи сепак ВМРО-ДПМН е опозиција. Не може да се спротивставуваме, да ги покажуваме нашите демократски политики и така натака, но тие како власт имаат должност да направат еден чекор, бидејќи плюс имаат 61 пратеник и така натака. Но тоа не го направија и сега. Точно. И сега е фактички доведена државата до ќорсокак. Еве ние викаме ден поскоро, час поскоро да го стават тој предлог во собрание за уставните измени. Да видат дека немаат 80 пратеници, дека ниту еден од ВМРО-ДПМН од пратениците нема да поддржи, ниту од коалицијата на ВМРО-ДПМН, и главната теза што им беше дека они се реформска влада, дека заради тоа прашање се поставени, ќе пропадне. И тогаш е единствено решение да се отидат на изборите. Они ќе бегаат од избори, јас да го кажам ова одма, бидејќи подраго им уште неколку месеци да останат на власт, за да имаат вака поголема слика на тендерите, да знаат некоја институција што да направат некој програм плюс и сето тоа им е врежано во оваа матрица на овие на власта и ќе бегаат, но еве ја нешто друго да кажам. Колку повеќе бегаат од избори, толку поголема разлика ќе има на изборите, односно ќе изгубат они многу повеќе пратеници. И може да се види дека еве на последните анкети се води преку 2%. Поразителна за СДСМ, целосно. Па добро, но премиерот направи еден потек, условно кажано, се сретна со германскиот канцелар Олаф Шолц и таму успеа да добија, да речеме, одреден политички поен, иако потоа преводот малку беше, имаше проблем во преводот, така. Меѓутоа, Шолц кажа дека
Германија се залага за проширување и дека Германија, односно тој самиот, не очекува веќе Бугарија да и други услови да поставува, меѓутоа се разбира логиката на нештата велеше и Ангела Меркел своевремено исто така. Па ја би рекол сите гарантираше- можни политичари што дошли изминативе 20 години вела дека уште ова и готово. Уште ова и уште готово, ова. да. Но кога ќе ги прашате дали ова е последно барање, нема одговор. Еве јас имав можност да идам во Берлин, да бидам со Бевте Цевдио. одамна во Бундестагот, да. Со многу пратеници се видов со многу влијателни политичари, но и луѓе што се во политиката и во тој живот. И разговаравме на сите теми, но ова беше едно од клучните прашања. И знаете, кога ќе ги спомнете сите овие работи што се бараат на Македонија, дури и они се чудат и знаат дека не е прифатливо. Најголемиот проблем дури и за тие таму е како може билатерално прашање помеѓу две земји да биде проблем за целата Европска унија. И несомнено имаме поддршка од Германија. Ние никогаш не сме имале како држава проблем со Германија. Ние кога велиме да добиеме европски гаранции, ние го зборуваме за ова конкретно прашање. Значи прашањето помеѓу Македонија и Бугарија. Бидејќи со преземање на тој така наречен добрососедски договор, каде што добар сосед треба да биде само Македонија, а Бугарија може да прави што сака, и тоа е навистина чудно, добрососедски договор кај што еден сосед мора да биде со ултиматум, со диктат, нешто да прави, а другиот нема дури може да ве навредува секојдневно, па и нивните политичари го прават секојдневно апсолутно. И тој проблем станува проблем на ЕУ. И ние кога велиме европски гаранции, гарантирајте им овој дел, дека македонците си имаат свој идентитет, свој јазик кој што никогаш не требаше биде ставен на маса. Македонски јазик е македонски јазик и точка, но и сите ние целата вековна историја што има Република Македонија. И кога го зборувате само за ова прашање, наоѓаме на разбирање и од европските челници. Ние како партија, ние не бараме ако се отвори правосудство поглавјето дека Бугарија не сме не блокира, апсолутно ако ништо не е превземено, имаат право. Ако се отвори поглавјето, не знам, за здравство, ако ништо не е направено, може некој друг да не блокира. Но рационално, апсолутно, апсолутно. да. Тоа е веќе домашна задача. И тука не правиме, ние не бараме европски гаранции за секој едно поглавје, никој ништо да не рече. Не, па ние гледаме дека судството е поразено. Не може апсолутно. Сакам да кажам, кога ќе влеземе ние во точката судство, ќе имаме голем проблем. Ја мислам но во не со сите Бугарија. ресори ќе имаме, поготово еве друго. Ќе имаме поглавје, се разбира, за чиста животна средина. Ние ќе имаме огромни проблеми бидејќи Македонија е една од Но имаме зелена партија Скопје. на власт. Апсолутно, тоа се само фрази, општи фрази за да задоволат некои концепти, но тоа е нивна работа и они како сака. Имаме зелена партија што е во коалиција, имаме зелена партија што е дуи што се декларира за зелена партија. Да, но имаме и уште една што е таа Да. во коалицијата што не гледаме ништо зелено освен погубни политики. Еве гледате дека Македонија, поготово Скопје, останува еден од незагадените градови во светот. и така натаму, но тоа со мерки и со концепти и со поддршка во буџетот мора да се решава. И се ние не велиме таму да не блокира. Апсолутно ако не сме направиле доволно чекори. Но за да ги затворите поглавјата, за се има критериуми како да стигнете до тоа. Но гледаме дека ова прашање, зборам за Бугарија, што нас не боли емотивно, но и што е не фер спрема нас. Во секоја смисла, да. И кога ќе ги побарате тие гаранции, има разбирање. Дали има механизам и формат, ако сакаат големите земји ќе го направат тоа. Малце притисок треба кон Бугарија и се тоа ќе Околу форматот, да, сега и Шолц зборуваше дека е време да се укине она гласање во кој што сите мора да потврдат нели дека се за консензус, меѓутоа мислам дека тоа е процес кој што ќе трае многу години во унијата. Меѓутоа од друга страна, амбасадорите, ова е прашање во две насоки веројатно. И австрискиот и холандскиот излегоа речиси унисоно со страшни критики. Холандскиот амбасадор излезе и рече каде се милијардите што ви ги дадовме, иако, нели, можеби е тоа претерано изразот милијардите, меѓутоа факт е дека многу пари се фрлени на правосудството во Македонија и на реформи и сега ништо од тоа не станало видливо, напротив, ние губиме секој ден во проценти на почитување на правосудството, ако сакаме во земјата. И сега тие критики доаѓаат од амбасадори, некои велат дека со право, дека амбасадорите излегуваат од нивната надлежност, тие не би смееле така да се однесуваат, мора да има нешто што се нарекува почит кон земјата која што ве примила. Од друга страна, нивните критики за многумина се па и реални.
ви даваме многу пари, очекуваме од вас реформи. Холандјанецот беше дури конкретен, вели не е проблемот во бугарите во уставот, аман, сватате дека реформите што не ги правите е главниот проблем. Поексплицитно здравје. Ние и ова говоревме многу пати во минатото, но како опозиција мислам дека сме најактивната опозиција во било кое време во историја на Македонија. Имаме како партија извадено толку многу скандали што се случуваат, толку многу мафијашки работи, вака, подиректен да бидам од страна на власти, не се преземени никакви санкции спрема тие луѓе. Кој одговара од власт? Никој. Туку они веќе 5-та, 6-та, 7-та година пробуваат цело време прогон да се прави. Замислете. И сега тие амбасадори со право го прават, Драган, тоа. И јас би тргнал од малце пред овие изјави. Најдобрата изјава што можевме да ја слушнеме е од америчката амбасадорка која што каже дека недоволно се справувате со корупцијата. Тогаш наеднаш се запали некој аларм во владата и во органите на ја ги викам на прогонот на судството и на правосудството, каде што сватија дека нешто ептен е заглавена работа. Видете што се случува во судскиот совет таму. Таму не се знае кој кој тера, што се тера. Апсолутно, таму се гледа влијание кон некои суди да бидат заштитени. И сега тоа го гледаат и амбасадори, го гледаат тоа дипломати, потоа следува нова изјава каде што велат се даваат милиони евра за да се обучуваат тие во таа афера, а имате вие доверба 2%. И сега се поставува прашањето. Веројатно никаде во светот нема 2% доверба. Не постои. И се постанува прашањето дали само тие суди внатре што седат можеби си веруваат, бидејќи 2% се тие луѓето што работат таму. Друг никој не им верува. Апсолутно никој не им верува. Тоа значи дека ниту еден граѓанин, ниту еден жител на оваа земја не сака да даде 1% доверба на тој систем. Значи, ние имаме погубен систем. Потоа доаѓа нов амбасадор кој што вели имате проблем со компаниите. Исто пак навлезено во судски проблеми. И секој ќе таа проблематика е многу огромна. И сега велиме не смееле да реагира. Па јас ќе ве потсетам порано кога ВМРО ДПМН беше на власт, реагираше секој амбасадор за се. Апсолутно за се. И сега ова го гледаме во последниве месеци, наеднаш вака доаѓа дека у еден момент се случуваат 2-3 вакви изјави, но ја мислам дека ова охрабрува. Охрабрува кон обичниот граѓанин. И охрабрува, еве, јас лично ги кажам за она што ние го правиме како опозиција, постојано го говориме дека тоа веќе станува лавина, почнава вината да одвуканат на сите страни да гори. Нема крај. Можеби и тоа е добар показател за оние што упорно мислат дека актуелната влада има безпоговорна поддршка од Западна Европа и од САД, дека тоа е влада која што поради своите начинот на кој што практикува политики ќе добива и понатаму поддршка. Меѓутоа ваква оголено излегување на дипломати. За некои прашања ќе добиваат поддршка, бидејќи за некои прашања велат што да им понуди, тоа ни прифаќаат. И сега кога тоа не се одбива, да, и кога некоја странска држава си има своја доктрина, си има некоја стратегија, си има стратегија како тоа, им се допаѓа вие тоа што велите, не знам, бугари устот, нема проблем за нив, таман работа, но не гледаат дека со тоа направат многу голема штета што прифатиле бугарска комисија и македонска комисија да зборуваат Чифе Гоце Делчев. Значи навлегуваат во секој една пора на македонизмот. И са тие прашања и секој ќе ги прашате од бугарската страна. Дали они ќе продолжат, кој било новинар, вие како новинар да ги прашате, дали ова крај со последно барање викаат не. Не се разбира дека. И сега Бугарија сигурно ги поддржува СДСМ, еве ви кажувам, како странска држава, апсолутно, бидејќи им се допаѓа тоа што го прават. ВМРО ДПМН е многу поинаква и многу како партија и многу потврда за овие прашања и бараме фер шанса. Додека кога ќе прашате и странските дипломати дали се задоволни од судството, гледаме дека апсолутно не е така. Влада не е поставена, оваа влада или која било влада за едно прашање. Поставена е за целокупниот развој на државата. А што имаме во развојот на државата, се повеќе и повеќе луѓе се заменуваат од државата и тоа е едно од најголемите прашања, а второ прашање или би го ставил прво, најголемата инфлација во регионот. Тоа е, со тоа се соочува македонскиот регион. И тоа е мерливо. Мерливо. Не треба никој. Знаете колку била храната сега и така е. Доволно е да се отиде во продавници и да се види какви се цените, или доволно е да се отиде во било кој училиште ако сакаме низ Скопје, низ Македонија да видиме дека недостасуваат деца во. Нема учебници. Нема учебници. Заврши школската година. Ова се прашања, морам да признам, Мисаловски, прашања кои што не далекуваат не на 21-виот, туку на 20-тиот век.
Јас мислев, логично беше, еве јас сум учел во 80-тите години, во 90-тите години на минатиот век, да, и имавме учебници и никогаш не ни помислувавме дека е возможно такво нешто. Дека ќе дојде време кога на децата ќе им биде доживување да добијат учебник во текот на годината. До таму дојдовме. Пострашно е што никој не излезе од Министерството за образование да објасни детално зашто се дотни така, они се скарале таму за тендерот. Така, Па да, од прилика. најпросто казано Да, тоа е. и нема учебници. Не сме во една држава и са ние велиме, многу сме долго во холот на Европската унија, тропаме на вратите, па за тоа не ни треба Европска унија. Затоа треба да си ги средиме реформите тука дома. Апсолутно. И секоја година имате извештај каде што вели слаби сте во тој дел, слаби сте во тој дел, треба да си ги применувате. Јас искрено кога бев дел од владата, секоја точка по точка пробував да ја справам. Па тоа е задачата на секој тоа се политичар кој што реформи. е на Ама власт. тоа се реформи ако сакате да бидете дел од дел. Ова е вака празни флоскули, многу крадење да речам од страна на власта и за жал сме во оваа погубна ситуација каде што сме здрави. Околу крадењето немаме воопшто време, не требаат часови да разговараме, меѓутоа просто фрапира како една афера затвара друга. Пред некој ден во нашата емисија во Заспи, ако можеш, констатиравме дека Бехтел и Енка практично е затворена од новите афери што доаѓаат една по друга. Разговараме за проблем од милиарда, можеби 2 милиарди евра, меѓутоа повторно излегува нови и сега дојдовме, веќе луѓето не знаат Бехтел и Енка што беше. Знаат, се разбира, меѓутоа Во право сте. се потиснува. Во право си, ви како констатација што сте ја донеле, но и бидејќи толку многу скандали има. И знаете, сега има една теза и ке вас новинарите, веќе скандал трае 2-3 дена, бидејќи доаѓа нов. Ама доаѓаат, наистина доаѓаат, ова не се измислува. На крајот нема ефектот се тоа бидејќи никој не одговара за тие скандали, нормално да се прават нови. Но ја би додал и гафови. Не само скандали, и гафови. Имаме и од дипломатијата, имаме и од страна, не знам, пола мандат во МНР не погодија знаменце да стават, а не па за да збориме за тешки украдени пари. Значи, кога ќе видите имате многу неспособни луѓе на власт, пред се неспособни, луѓе што не сакаат. Еден човек ме сретна на терен и ми вика, овие не сакаат. Не дека не се сите, некои се способни, не им се работи, вика, не сакаат да работат и ме гајле. Толку име, зашто не се избрани од народот. Тоа е главната разлика меѓу ВМРО, ДПМН и СДСМ, само кој сака нека не може да спори. Мислам дека за оваа работа, без разлика на која провиненција припаѓа, факт е дека ВМРО, ДПМН секогаш е добра на терен, навистина функционира со сите грешки што се прават при работа, додека СДСМ секогаш го почитува оној салонски манир, би рекол. Така е, така и разликата се прави. Они пробуваат и не копираат со акции на терен, не знам што. Има сега, да, неколку месеци. И тоа е добро, ја ги поздравувам, добро е што идат на терен да се видат дали со нивните активисти, независно добро е да осетат фидбек од граѓаните, а мене па како човек ми е тоа најважно, да бидам искрен. Најважно ми е да бидам во населеното место, таму кај што сум гравитирал, таму кај што ќе му повикуваат во изборната единица каде што ја водев, тоа е изборна единица 2, каде што е од Скопје до Куманово, вака горе доле, каде што морам да се сретнам со тие луѓе бидејќи они ми дале поддршка. Тие се суверенот, апсолутно, тоа треба да му биде Но не јасно на само тие, секој, и во цела Македонија апсолутно, што давале граѓанинот е суверен. И сега замислете, вие носите секоја политика и не ги прашувате, како ги се чувствувате. Еве, гледам дека СДСМ нема проблем со тоа. Еве, ние на секој еден и странец, дури на секој еден и што го наоѓаме во било кое село, објаснуваме кој е нашиот став и зашто пробуваме да најдеме некое решение за некој проблем, бидејќи главната цел на една политичка партија да дојде на власт. Се разбира со демократски мерки, но и да го зачува образот пред граѓаните. Ние ако не го зачуваме образот, како ќе идеме повторно во кампања? И сега дали има притисок врз нас да се прифатат многу прашања? Да. Има огромен притисок. Но мора да обстоиме. Мора да обстоиме бидејќи сме го дале зборот. Замислете, да речеме, на минатите кампањи да беа искрени политичарите од СДСМ и да кажа ќе има преспански договор, дека ќе се смени името, дека ќе се направи бугарски договор за добрососедство и така натака и да. Дали ќе добија поддршка таква како Апсолутно не. Тоа е лажење. Но потоа се разви тезата дека одговорниот политичар би требало да носи одлуки и тогаш кога народот е против, затоа што тој гледа во перспектива и може да почувствува што е вистинското, додека обичните граѓани тоа не може да го видат. Оваа теза се разви, се пушти од пропагандата прилично бучно, за да се оправда зошто се носеа таквите одлуки. Тоа они видете за се имали. Ќе најдете за секое прашање ли ви текнува референдумот како гласеше. Дали сте за во Европската унија и НАТО? И потоа оде оние лекови, здравство за сите и не знам што, да. А
Тогаш излаже народ, уште тогаш. И сега не зборуваме ние за некое прашање што владата апсолутно има можност да го реши без да ги праша граѓаните кога е нешто поврзано, да не знам, со судството, некоја реформа, некоја потешка реформа поврзани. Ние збориме за идентитетски промени каде што ја уништуваат државата и што не може да се вратат некои процеси назад. Но ние мора да работиме тие процеси да бидат живи за да може да се менуваат во иднина. Еве сега пак ќе спомнам. Секогаш кога СДСМ е на власт, ова го спомнувам на многу места, но морам. Се менува име, се менува знаме, се менува химна, се прави територијална нова се подклекнува во секој случај. Но сето ова се порази. И замислете секој не знам, меѓународен соговорник е вели, ова е клучниот момент. Сега да се направи овој чекор за вие понатака да продолжите. И секој еден чекор таков во минатото, после брзо време имаме нов. Или вие, сега да се вратам на прашањето вие, след еден скандал, за 3 дена нов. Фактички од скандал во скандал и влага и владата, но и нас ни се случува како држава на секој некои периоди, како што некој да не сака да бидеме дел од Европската унија. Но доста ни се порази, Мисаловски. Апсолутно, во право сте апсолутно и ни треба мала надеж да видиме од европските институции дека навистина мислат и за граѓаните во Македонија. Не, знаете, далеку од дома како беше она кога сте надвор не мислите многу за пример некој странец ќе види договор има, да, добро е, договорете се. Разбира. Никој не навлегува во суштината. Да. И кога вие ќе ги објасните деталите, они гледаат дека овде станува збор за многу векови. Некој пред нас ни оставил аманет за овие прашања колку толку да дадеме се од себе во овој период на демократско општество. Некој го давал животот, ние барем да дадеме се од себе на демократски начин, преку закони, преку бирократија, преку дипломатија да подобриме. Но апсолутно оваа власт нема тоа да го направи, сите го видовме, само може да направи нешто повеќе. Но обврската останува за идната власт да преземе нешто. Многу брзо ми поминува времето во утринската емисија. Искрено морам да ти признаам, јас сум навикнат на подолги разговори. Претпоставувам дека и ти имаш некакво прашање за нашите гости. Јас имам прашање, мислам, она што прво ми остави впечаток е дека горе-долу во што го зборувате вие и гледачите го коментираат секојдневно во нашите контактни емисии. И сега, за да го поставам прашањето, за жал не постои таков термин кај нас за актуелнава состојба во која се наоѓаме, ќе наречам криза, на кога се многу кризи, одеднаш веројатно треба посилен термин. Прашањето ми имаме ли внатрешна сила да се избориме со оваа криза? Имаме, ни треба единство за некои прашања. И некогаш треба да се седне со секој во држава. Еве ова го кажувам за сите граѓани, бидејќи крупните прашања, вие кога сте дома и во фамилијата не ги одлучувате сами, ги одлучувате со сите. Кога се најкрупните прашања. И добро е во Македонија да имаме црвени линии конкретно за овие тешки прашања. Дали тоа било со најголемите противници? Да, бидејќи тоа се случува во многу земји историски гледано и во Европа и надвор од Европа. Во Бугарија, пример за ова прашање, сите се заеднички. И затоа е тешко да се промени ставот. Замислете во Македонија да сме обединети. Многу ќе биде поразлично. Ова е само една тема, бидејќи е многу важна. Дали може за другите теми? Апсолутно. Треба да се стават подобри и поквалитетни луѓе, независно дали биле тие од ВМРО или од друга партија. Ако се квалитетни, ако имаат добри луѓе, можат многу работи да се променат. И најважно на крај, да не се оштетува буџетот, да не се краде, да нема наместени тендери, ќе има многу повеќе пари за сите граѓани и навистина ќе може да се види дека има разлика во политиката и дека некој ќе добие малце подобар живот, бидејќи тие го заслужуваат. Владо Мисаловски, подпредседател на ВМРО ДПМН, благодариме за гостувањето. Фала ви на прашањата, фала ви за ова гостување.